Многу тешко. 2 евра колку треба да викат да биде? Значи тешко многу. Паметите ли вакво покачување на Не, бензините? до сега не. Кола сега само пеш одење. Може у гаража да стои. Со овие давачки, пошто не е само гориво, се качува и све по нешто. Цените ќе се идат нагоре, економијата, како што знаете, све е тоа глобалата, ги прави тоа, знаете. Можеме ли да ја издржиме таа цена? Не можеме. Ја можем, затоа што може имам западна европска пензија, але оној што има 10.000 тој не може да издржи. Треба да даде за лекови, за намирници, за струја, за комуналија, не може да издржи. Значи, али па затоа и гледај, една препорака, ако не можеш да издржиш, и јас кога сум бил младен, тогаш не е поставил авто. Не е поставил, со точак сум ишел Страцин, роден сум во Страцин, сум ишел со точак до Скопје на школа. Со точак, не е било авто. Луѓе има с ниски примања и плата и пензија, а бензинот иде у комај 2 евра. Лоша работа. Не валја за народ. Покачени си и останатите цени на сите основни производи. Све е качено, а пензија стагнирал. На нулу се, што се вика. Лжете 1000 денара, ке качите овоко, оноко, тој не бива. Ништо не може да кажа. Тоа нели влада одлучува. Како ќе се одрази на нашиот буџет? На буџет, празни џепови. Че не ги испразни џепови. Претерано отидоа се. Не знам какви мерки владата предвидува, се уште не ни е јасно. Мислам, не се доволни мерките што ги предвидуваат, ни ништо.